Родителите на починатите во пожарот во дискотеката Пулс денеска до Кочанското обвинителство доставија и официјално барање за средба со обвинителите. Тие бараа детално објаснување за обвинението, кој се е опфатен со него, за кој е запрена постапката и зошто. Од јавното обвинителство пак одговорија дека веќе разгледуваат можност за соодветна локација во Кочани, за да се организира таква средба, на која ќе ги информира за сите аспекти од поднесеното обвинение. Воедно веќе нагласивме дека блиските на жртвите кои беа на претходната средба во обвинителството добија и директен контакт и им беше посочено дека сите семејства на жртвите можат во секој момент во обвинителството во Кочани директно да се информираат за текот на постапката. Велат оттаму. Со обвинението кое го покрена Кочанското обвинителство опфатени се 34 физички и 3 правни лица. Втората истрага ја води обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција и со неа досега се опфатени речиси 30 поранешни и сегашни полициски функционери и службеници, но таа се уште трае, а рокот за поднесување на обвинение е двојно подолг отколку за истрагата што ја водеше Коцевски. Министерот за внатрешни Панче Тошковски смета дека истрагата досега се води темелно и неселективно и правдата за трагедијата ќе биде задоволена. Македонија не заслужува да биде држава ако во тој случај правда на крајот на денот нема. Сметам дека се води една неселективна, една темелна истрага. На крајот, со затварање на двете истраги, и онаа која што се води од страна на јавното обвинителство за организиран криминал и онаа која што се води од страна на основното јавно обвинителство и поднесување на обвинение од страна на обвинителството, ќе можат македонските граѓани да видат зошто, како и што е превземено од страна на јавното обвинителство. Од опозицијската СДСМ пак тврда дека одговорноста за трагедијата е во врвот на МВР и бараат оставки. Јасно е дека одговорноста лежи токму во врвот на МВР. Александар Јанев по закон и хиерархија е кривично одговорен, а Тошковски ја носи целата политичка и морална одговорност и затоа треба да поднесе оставка. И двајцата мора да се повлечат за да не ја попречуваат истрагата и да не влијаат. Без одговорност за раководството на МВР нема вистинска правда за жртвите и нивните семејства, велат од партијата.